Денес се одбележуваат 18 години од основањето на македонско-хрватското друштво во Тетово. Друштвото изминатите години работеше на низа активности. Наставата по хрватски јазик е една од препознатливите и речиси е децениска активност на ова друштво. Околу 100 деца го имаат поминато изучувањето на хрватскиот јазик во Тетово. Друштвото се основаше да ги изближи нашите две републики, Хрватска и Македонија, да воспоставиме една заедничка соработка, со оглед дека и во неколку градови има представници на хрватската заедница, хрвати по потекло, и одлучија владата на Република Хрватска со заедница на хрвати во Република Македонија да се формираат друштва во неколку градови, меѓу Битола, Штип и Тетово дојде до наред да формира, и Куманово, Куманово, тие се 4 града во кои имавме друштво. Изучување на хрватскиот јазик ние веќе 10 година скоро присутна, има поминато 100 деца, разменувавме мислења и нивни ставови ги применивме во нашето школо, во кое најголем допринос има хрватската влада, која има платено и представник, тоа учител, наставник, професор, кој во првиот мандат беше Владимир Искра Ведран, сега е Војновиќ Јосиф. Одржувањето значајни настани поврзани со историјата, културата и уметноста се дел од богатиот опус на активности на ова друштво. Не се изоставени ниту бројните хуманитарни активности за делење помош на загрозени семејства во Тетово и околината. Одскокнува и формирањето на нуркачко-еколошкиот клуб Пена, основан во 2017 година. Имаме 7-8 члена кои перманентно работаат кога имаме време, се обучуваат и се надоградуваат за, не дај Боже, некој невремиња, затоа што тој клуб е формиран наменски да помага во еколошките чистења, прво на водите, на изнаоѓање, не дај Боже, за давеници и така натаму. Формиравме ракометна секција што се однесува до спортот. Првата наша активност околу спортски, сакавме да го возобновиме ракометот во Тетово и успеавме во тоа. Како најдобар спортски клуб за млади, добиена е плакета од општина Тетово за меѓусобна соработка и на тоа сме им благодарни. Имаме работилница, женска работилница, значи креативна работилница. Женски ја држат, тука спаѓаат изработка на кукли, не знам, предмети од текстил. И друга категорија во женската, ова креативна работилница е ликовната секција. Сме направиле неколку изложби. Во 2002 година за преседавач со работно председателство на основачкото собрание бил избран Мирко Видуевски, истакнат писател и автор, ликовен уметник и актер, додека пак за прв председател на македонско-хрватското друштво е избран Горан Видачек. Помеѓу основачите се вбројуваат и Дарко Обадиќ, Неделјко Ромац, Владимир Копривњак, Моника Обадиќ, Весна Видачек, Стипе Штрбац, Томо Каталинич, Владо Мартиновски и други. Во рамки на друштвото формирана е иницијативата Хрватски форум, која ги обединува млади со намера да се понудат конкретни решенија и да се остварат заеднички нивни цели. Во иницијативата членуваат голем број на млади лица од различни градови и здруженија во Македонија, а кон неа имаат пристапено и македонци и хрвати од Хрватска.